од над 30 до над 50% зголемување на цената за својата услуга. Вакви барања стигнале до регулаторите од трите фирми за парно грејење на ЕСМ. Неголемо зголемување на цената од скоро 54% сметаат дека треба да добијат од компанијата која го врши снабдувањето со топлинска енергија. ЕСМ Дистрибуција пак доставиле барање за зголемување на цената за дистрибуцијата за над 45%, а ЕСМ Производство за над 32%. Од државните електрани за Телма тврдат дека во овие пресметки, освен прогнозите за цената на гасот, која имала најголем дел од трошоците на компаниите, реалните нивни трошоци направени за време на претходната грејна сезона, влегувале и стари трошоци од претходни години за кои тврдат дека регулаторите им ги имаат признаено, но истите не биле вклучени при носењето на тогашните одлуки за крајната цена на парното грејење. Во овој процес најголемо учество имаат трошоците од претходните одлуки на регулаторната комисија со цел да се надомести загубата на друштвата од претходни грејни сезони согласно правилникот за цена, додека зголемувањето на цената од само 14% предизвикуваат трошоците за газ согласно прогнозите како и неопходните трошоци за извршување на дејноста. Но сега останува да се види каква одлука ќе донесе регулаторната комисија, кои од трошоците на компаниите ќе им бидат прифатени, а кои не. Новата цена за грејњето треба да се донесе до крајот на јули, а да важи од 1 август. Последно, парното поскапе за 5,9% со образложение дека се прави за да може да се инвестира во дистрибутивната мрежа, поради која изминатата грејна сезона имаше и доста проблеми. Инаку трите фирми за парно на ЕСМ се најдоа и на листата должници на Министерството за финансии. Најмногу неподмирени обврски има ЕСМ Дистрибуција.